Во овие 100 дена, владата и ние како Министерство за спорт активно работевме со напредување на спортската инфраструктура, обезбедување поддршка на спортистите и промоција на физичката активност. Но и ревизија и санација на состојбите кои што ги затекнавме. Работата во понешната Агенција за млади и спорт, зашто постојат и обвиненија. Наидовме на голем број пречки што ја прологира и отежна трансформацијата. Затекнавме нетранспарентни постапки, лоши критериуми и потрошени милиони државни пари без конкретни резултати. Затекнавме руинирани спортски сали, почнати и недовршени проекти со големи отстапувања од она што било пријавено и тоа што било реализирано. Објекти во кои не постојат ни елементарни услови за изведување на било какви спортски активности, објекти кои биле дадени под концесија, но спортот наместо добивка од нив има само штета. Спортисти доведени на рак на екзистенција, девалвирани репрезентативци, олимпици без норми. Се ова што го досега кажав е само мал дел од проблемите и потешкотиите со кои се соочиме во изминатите 100 дена. Во овие 100 дена, како Министерство за спорт, овозможивме значителна финансиска поддршка за спортистите, спортските клубови и за националните спортски федерации. Оваа помош е клучна за осигурување на континуитетот на активностите и за подготовка на нашите спортисти за меѓународни натпревари. Средствата од Министерството за спорт ќе бидат исплатени директно на спортски субјекти по новите јасни критериуми без можност за корупција, манипулација и други нечестни работи кои биле нормални во минатото.